Планираната изградба на дата центри не е никаков ризик за природата и околината, изјави денес министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Во ниеден момент нема да ја компрометираме животната средина со било каква инвестиција која што би се случила во државата. Секоја градба мора да помине елаборат за животна средина, особено кога тоа станува збор за странски инвестиции, и нема да дозволиме да има било каков негативен ефект на животната средина. Во консултациите со сите релевантни експерти кои што се однесуваат на IT, машинство, индустрија, нема човек кој што зборува против изградба на центри за податоци. Прашањето е големината и соодветно како тоа ќе има влијание на животната средина, но нема да направиме ниту еден чекор кој што значи злоупотреба на животната средина. Во истиот контекст Андоновски појаснува. Она на што се размислува се центри за податоци сместени во индустријски зони, во технолошки развојни зони. Размислуваме за центри за податоци на место каде што веќе има постоечки фабрики, што се браунфилд инвестиции, така што во ниеден момент нема да се сечат дрва или да се уништува животната средина за да се изградат центри за податоци. Мислам дека тоа беа теории на заговор и желби на определени поединци да создадат еден вид на лажна хистерија во општеството. Изградбата на дата центри во државата е еден од приоритетите на владата со оглед на постојаната дигитализација и развојот на IT интелигенцијата, но намерата кај дел од јавноста предизвика реакции, а најчесто како жртва на нивната изградба се посочува токму природата.